Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во денешната нова визита. Имаме 50 на минути за етничко дружење заедно со вас. Темата за која денеска зборуваме е тироидната жлезда и бременоста. Зошто е важно нормалното функционирање на тироидната жлезда, тироидните хормони, значењето за организмот, кога доаѓа и зошто може да дојде до нарушување на функцијата, што значи нарушена функција на тироидната жлезда во текот на бременоста, како бременоста од своја страна влијае на тироидната жлезда, кои се најчестите болести во текот на бременоста и по породувањето, како се диагностицираат, како се лекуваат и кои се оние главни и основни препораки упатени токму до вас. На почетокот почнуваме со анкетата, а веднаш потоа и со разговорот со докторката во денешната визита. Дали имате проблем со функцијата на тироидната жлезда, да ми одговорите? Не. Вака Немам проблем. Како млад човек. Немам никаков проблем до сега. Не ми се десило да имам проблем. Да, имам неколку години, меѓутоа мирува, пак така да и јас сум добра. Имам неколку години. Редовна контрола се права, секоја година се одам на оноа, добро е до сега. Како сега се чувствувате? Јас се чувствувам, мислам, јас сум повише болести само онодена, меѓутоа према болестите јас сум супер. Така да кажам. Колку години имате? 74, четврти така. Дали имате проблем вие, господјо, со тироидната жлезда, со функцијата на Не, тироидната жлезда? немам проблем никако со тероидната, него јас лежам сега во моментално во болница, ама од друго, нешто со кожата. Имам Со тироидата нема никаква поврзаност. Нема никаква поврзаност, све е тоа испитано, докажано дека е добро, во ред е. Не до што е зборот тоа. Тироидна жлезда? Не. Тука се наоѓа. Немам. Јас немам никакви проблеми. Имам контролирано неколку пати и немам проблем. Воопште немам проблем. Дали имате проблем и со нормалното функционирање на тироидната жлезда, намалена, зголемена функција или друг проблем со тироидата, како што реков? Тероидата немам никаков, ама баш никаков проблем. Нормално функционира. Нормално, најнормално. Баш сега ми е испитано пред месец дена све. Мислам, на граница е она си што мирува. Мирува, за сега мирува, лекови не пија, али редовно контрола си правам. Колку е тоа редовно? Па годишно си одам. Обавезно? Обавезно, годишно не промашувам. Си имате ваш матичен доктор? Да, матичен имам, хирурзи имам, мои доктори, ортопед мој доктор имам, за шекер мој доктор имам. Ниедна, све комплет, закажано кога ми е термин, мој термин, и јас никогаш не пропуштам. Вие сте дисциплинирана. Да, затоа што не одзимам време на некој друг што треба да иде болен. Ја редовно одам и минатиот пат ви кажам редовно на контрола одам. И нормално, еве, тука ме пасретнавте некна таму, сега овде. Значи, да, редовно јас одам на контрола. Така. Па, немам. Да речеме да се решиш за тироидата, да отидеш специјална контрола да направиш. Па, што да кажам, немам со тоа, до сега не сум пошол за тоа нешто да проверам. Специјално за тироидата, да речеме, не сте пошле да Не, проверите. за тоа не. Успат ако ви најдат во ред, така? Ако, да. Ако има нешто, ќе отпојдам, ако не. Ти благодарам. Денеска на оваа тема, почитувани гледачи, во визита разговараме со доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина, шеф на одделот за нуклеарна медицина во клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и на вас, на вашите гледачи и благодарам на поканата. Так. Од ова што го слушнавме во анкетата, излегува дека нашите анкетирани граѓани за среќа немаат проблем со тироидната жлезда, меѓутоа праксата покажува нешто сосема поинаку. Така се Би биле многу среќни да е така. Да е така, да имаме се помалку луѓе со нарушена функција. Да, сметам дека повеќе беа анкетирани 1 до 2 жени и повеќе мажи, а инциденцата на појава на тироидните болести е поголема кај жените, и тоа во период од 30 до 50 години, така да мислам дека сепак анкетата не го отсликува реалниот, она што е реално. Да. Значењето на тироидната жлезда, незиното нормално функционирање, лечењето на тироидните хормони во организмот, колкаво е значењето, зошто е важно нормално да функционира? Многу актуелна тема. Мислам дека е доста зборувано и дека нивото на едукација на пациентите веќе, односно свеста за тироидната жлезда е пробудена во нашата држава. Пред да започнам со било што би сакала на кратко да кажеме каква е таа жлезда и кои хормони ги создава.
Значи, тоа е една жлезда со внатрешно лачење или жлезда со ендокрина секреција, која што е сместена од предната страна во долниот дел на вратот, значи пред дишникот и хранопроводникот. Ова го нагласувам за да би знаеле гледачите дека не е внатре во хранопроводникот или во дишникот, така да за да предизвика проблеми со голтање и дишење треба да биде многу зголемена. Самата жлезда има изглед на пеперутка, изградена е од два лобуса, десен и лев лобус, и еден средишен дел, така наречен истмус, кој што ги спојува овие два лобуса. Или може да кажеме има изглед на штит, па од тука и го добило името штитна жлезда. Самата тироидна жлезда тежи до 20-30 грама, значи е мала жлезда, како што реков, нема голема тежина, меѓутоа во одредени патолошки состојби, па и некои физиолошки, за кои што ќе зборуваме денес како што е бременоста, може да претрпи физиолошко зголемување во својата тежина. Тироидната жлезда лачи два хормони, тоа се Т4 или тетрајодотиронинот, познатиот тироксин, и Т3 или триодотиронинот. И секако уште еден не помалку значаен хормон, тоа е калцитонинот, кој што се лачи од посебен тип на клетки во тироидната жлезда, така наречени парафоликуларни С клетки, и кој што е битен за одредени патолошки состојби, односно учествува во метаболизмот на калциумот. Меѓутоа, најважни се овие два, Т4 и Т3 хормони. Како што ги опишувам Т4 и Т3, со овие називи се мисли на тоталните фракции на овие два хормони, кои што во организмот се секогаш врзани со одредени носачи и така циркулираат во крвта. Меѓутоа, во одредени ситуации, значи е неопходно да се испитаат и слободни или фри фракции. Многу често ќе сретнат пациентите во палетата на испитување FT3 и FT4 попрашуваат што е тоа. Значи, тоа е истиот хормон, значи Т4 и Т3, меѓутоа во слободна фракција, која што е најбиолошки активна, односно тоа се фракциите кои што всушност ја реализираат својата активност на ниво на ткивата. Така. Сега, оваа тироидна жлезда не функционира самостојно и лачењето, прво да кажам дека лачењето на хормоните е под делување на јодот, односно за да се излачат овие хормони е неопходно одредена концентрација на јод, кој што е есенцијален за создавањето на Т4 и Т3. Нормално е потребно да се внесе околу 150 микрограми јод дневно, за да имаме нормална продукција на тироидни хормони, а секако не напомнав дека тироидната жлезда е едно склатиште на тироидни хормони, па постои резерва, одредена резерва за 2 до 3 месеци, која што се по потреба исфрла во циркулацијата и се искористува. Како што реков, значи не е автономна функцијата на тироидната жлезда, туку е под контрола на висши центри во мозокот. Значи, директна контрола има под тиреостимулативниот хормон или популарниот ТСХ хормон, кој што се создава во хипофизата, значи поточно во аденохипофизата од мозокот, каде што се создаваат и многу други хормони, значи така да зголемување на хипофизата нема да даде само реперкусија врз тироидната жлезда, туку може да даде реперкусија и во други хормонски пореметувања. И највисшиот центар на регулација на тироидната функција е хипоталамусот, каде што се создава хормон, тајроид релизин хормон, кој што има директно влијание врз ТСХ хормонот од хипофизата, а индиректно врз тироидната жлезда. И овој цел систем, хипоталамус, хипофиза, тироидна жлезда, функционира по пат на негативна повратна спрега, викаме. Што тоа значи? Значи, тоа значи во колку во одредена ситуација дојде до зголемено создавање на тироидни хормони во самата тироидна жлезда, веднаш тоа се регистрира од хипофизата и таа врши така наречена инхибиција, односно спречување на создавање на тиреостимулативниот хормон, со цел да се спречи и создавањето на тироидните хормони. Па ќе добиете во резултатот покачено ниво на тироидни хормони, а ниска вредност на ТСХ. Или ние уште нарекуваме супримиран ТСХ. Или обратно, во состојби кога имаме намалено создавање на тироидни хормони, тоа го регистрира хипофизата и веднаш започнува преголема секреција на ТСХ, односно тиреостимулативниот хормон, со цел да се зголеми и создавањето на тироидните хормони. Па во лабораториската анализа ќе добиеме ниски вредности за тироидни хормони со високи вредности на ТСХ. Значи, на тој начин
И во нормални услови, значи во едно секојдневие, во едни 24 часа, постојано се случуваат вакви промени. Значи, постои еден контролен механизам во создавањето на тироидните хормони, значи секојдневно при стрес, при различни имунолошки падови во имунолошкиот систем, при различни заболувања, доаѓа до активирање на тој систем, меѓутоа кај нормална тироидна жлезда, тој систем овозможува да секогаш нивото биде нормално. Сега, во случај кога ќе настане пореметување во таа оска, настануваат и патолошки состојби. Така, го споменавте јодот и кога веќе ја третираме и бременоста, зошто е зголемена потребата од јод во бременоста? Па како што кажав, јодот е есенцијален за создавање на тироидните хормони. Во бременоста, значи, мајката има потреба од поголема концентрација на тироидни хормони, бидејќи тука веќе организмот функционира за двајца, не за еден. Значи, се знае, утврдено е дека плодот нема своја тироидна жлезда негде до 12-та недела од бременоста, па во тој период добива тироидни хормони од мајката, што значи дека во нормални услови, без постоење на патологија на тироидната жлезда, мајката треба да прими повеќе јод за да се создадат поголема концентрација на тироидни хормони. Се смета дека 250 микрограми дневно е доволно за да ги задоволи потребите на мајката, односно индиректно и на бебето. Меѓутоа, овој јод е неопходен и во тек на целата бременост и во периодот на лактација, односно доењето, заради тоа што после 12-та недела од бременоста бебето има своја тироидна жлезда, создава тироидни хормони, меѓутоа јодот го внесува повторно од мајката. Така да, за да создаде таа тироидна жлезда, тироидни хормони, потребно е да внесе мајката доволно концентрација на јод. Во нашата држава, јодирањето на солта е доволно за внесување на во услови кога и преку на избалансирана правилна исхрана доволно го внесуваме колку што одредени треба. Продукти кои што содржат јод, како што веќе се познати, млеко, јогурт, јајца, спанак, морски плодови, значи во колку исхраната е избалансирана, се внесува доволна концентрација на јод. Меѓутоа во одредени јододефицитни подрачја, каде што нема доволно внесување на јод, овој недостиг на јодот во исхраната и во продуктите кои што се јодирани се надокнадува со суплементи од јодни таблетки, па на тој начин мајката добива доволно концентрација на јод за создавање на тироидни хормони. Така. Зошто е важно проверката на функцијата на тироидната жлезда и пред забременувањето, и во текот на бременоста, и по породувањето? Како тироидната жлезда влијае на репродукцијата и кај мажите и кај жените? Сега не ги ставаме само жените во центарот, иако кај нив почести се пореметувањата. Иако е утврдено дека пореметувањата на тироидната жлезда се во прилог на жените поради конструкцијата на женскиот организам, и тој однос е 6 па до 8 жени на еден маж. Меѓутоа се повеќе среќаваме и мажи кои што имаат проблем во фертилноста поради тироидни проблеми. Тироидната жлезда, значи, освен своите улоги кои што ги има во одржување на целиот метаболизам, во создавање на топлина и така натаму, една од значајните улоги е и учеството во репродуктивната функција. Значи, во текот на бременоста, тироидната жлезда трпи многу, организмот трпи всушност голем број на физиолошки и хормонски промени, и едни од тие хормонски промени се и промените на тироидната жлезда. Тироидната жлезда, морам да кажам дека уште во веднаш по раѓањето има значајна улога во понатамошниот процес на создавање на репродуктивните органи. Значи, кај жените се смета дека е многу значајна во оогенезата, односно создавање на јајните клетки. Пореметување на тироидната жлезда многу често знаат пациентките да кажат дека имаат нерегуларности во менструалниот циклус, дека дури има изостанок на менструација, која што се поставува после третман на тироидната жлезда. А кај дел, значи, имаме нормален менструален циклус, меѓутоа пореметен овулаторен период, па дури онаа фаза лутална после овулацијата, така да сето тоа е настанато заради недоволна матурација на јајните клетки на оцитите, односно некоја грешка во оогенезата. Додека кај мажите доста битни се тироидните хормони за зреење на тестисите и за функционална и структурна способност на сперматозоидите. Па многу често кај
машки фертилитет, така да кажам, причина за машка инфертилност, ќе сретнеме пореметување во сперматограмот, што укажува дека ако откриеме тироидно заболување, дека можеби е тоа една од причините за нарушениот мотилитет и функционалност на сперматозоидите. И добра работа е што по третман на тироидното заболување оваа состојба ќе се опорави, значи состојбата е реверзибилна. Така да добро во целата приказна е што сите овие болести на тироидната жлезда после третман ја враќаат состојбата на репродуктивниот систем во нормала. Ама треба да се проверува, така, бидејќи некогаш не мора да дава некаква симптоматологија, а некаков проблем си тлее и си стои. Тука ќе се надоврзам што се случува во бременоста, па потоа би дала препораки кога да се проверува, за да можеме да ги лоцираме моментите кога настануваат пореметувања. Значи, кај нас во нашата држава постои универзален скрининг на ТСХ веднаш по раѓање. Значи, за ова што зборував. Така да раната дијагноза на бебиња без тироидна жлезда и бебиња со конгенитален хипотироидизам или конгенитална намалена функција на тироидната жлезда, постои кај нас национална стратегија за испитување на ТСХ, така да многу ретко се развиваат состојби кои што се непожелни. Тоа е првата. Можеби и порано сме ги имале, така многу биле застапени. Во периодот кога постоевме како јододефицитно подрачје, многу често се јавуваа состојби на ментална ретардација кај бебињата, така наречениот кретенизам, со гушавост, меѓутоа денеска постои ерадикација, така да веќе од 2003 година не сме во државите кај кои што постои јоден дефицит. И сега да се вратам на каква е функцијата на тироидната жлезда во бременоста. Значи, со самата, ако е коригирана функцијата на тироидната жлезда во тек на периодот кога пред забременување и настане бременост, значи самата тироидна жлезда и во текот на бременоста трпи одредени, така да ги наречам, физиолошки промени и без да постои некое предходно. Она што бременоста го има како влијание врз тироидната жлезда и комплетно организмот на жената. Како што кажав на почетокот, незабележливо до 10 до 15% доаѓа нормално до зголемување, односно хипертрофија на тироидна жлезда, повторно поради тоа што потребно е да се секретираат повеќе тироидни хормони кои што ќе ги задоволуваат потребите и на плодот. И вообичаено тоа зголемување е недетектибилно вака од самите пациентки. Потребно е да се направи ултрасонографија за да може да се забележи. И тоа трае, да кажеме, до периодот кога бебето ќе создаде своја тироидна жлезда, значи во првиот триместар, и потоа жлездата се враќа во нормална димензија. Друга причина која што предизвикува е лачењето и на други хормони во периодот на бременоста. Значи, два хормони имаат значајна улога. Тоа е популарниот ХЦГ, кој што се испитува доста често, значи хуманскиот хорионски гонадотропин, кој што се создава од постелката, и тој има слично дејство како дејството на тиреостимулативниот хормон. Значи, го имитира на некој начин овој тиреостимулативен хормон и на тој начин стимулира создавање на тироидни хормони. Па во првиот период на бременоста може да се детектираат покачени вредности за тоталните фракции на тироидните хормони, или заради тоа ќе кажам и подоцна кај бремените е основно да се испитуваат слободните фракции FT3 и FT4. Многу е битно да се знае како ќе се интерпретира во овој период лабораториската анализа, значи е потребно доста искуство во интерпретација, за да некои вакви покачувања во тоталните фракции не се интерпретираат како болест. Повторно е ова реверзибилна состојба. Вториот хормон е естрогенот. Значи, со покачување на нивото на естрогенот, значи тој стимулира создавање повеќе на транспортери на овие тотални фракции на тироидните хормони. Тоа се протеински субстанции кои што се ги транспортираат неврзаните фракции на тироидните хормони во организмот и повторно се случува да имаме нормално ниво на слободни фракции, а високо ниво на тотални фракции. Се со цел да се задоволи потребата на бебето за тироидни хормони. Значи, тоа се всушност главните механизми кои што предизвикуваат при физиолошки услови промени во тироидната жлезда. При нарушување,
значи доаѓа до откочување на овие механизми и појава на одредени состојби. На различни Е, сега, состојби, да. Затоа е битно да се испитаат тироидните хормони освен пред забременување и во првиот месец од бременоста. Иако не постои универзален национален скрининг, односно национална препорака, Како задолжителна која што би требало да се иако прави. во одредени земји во светот веќе е тоа предложено, значи кај нас се уште не постои, сепак добро би било да се испитаат вредностите на тироидните хормони, како што реков, слободните фракции, во првиот месец од забременувањето, бидејќи матурирањето на мозокот кај плодот настанува во тие први месеци од забременувањето, така да недостигот на тироидните хормони ќе значи и трајно оштетување на мозочната матурација кај фетусот, што би значило нели настанување понатаму на трајни последици. Така. А на временото Психофизичкиот развој на плодот во утробата на мајката е под директна координација на тие тироидни хормони, значи, можеме така да кажеме. главните функции на тироидните хормони е зреење, велиме зреење во наводници, матурација на мозокот на бебето. Има и други, значи, како што рековте, и физички развој, раст на коските и така натаму, меѓутоа основно е матурирањето на мозочните клетки, постојат одредени механизми кои што ако се нарушат ќе дадат трајни оштетувања и реверзибилни. Така, најчестите проблеми кои што може да се јават заради нарушената функција и може ли таа дисфункција на тироидната жлезда да ја загрози бременоста? Секако, значи, заболувањата може да ги поделиме во неколку групи кај овие пациентки. Значи, заболувања кои што веќе постоеле пред забременување и кои што бараат одреден поинаков третман во тек Веќе на го имало, бременоста. било дијагностицирано Значи, како веќе е нарушување. дијагностицирана болест, Да. болест која што се дијагностицира во тек на бременоста и болест која што се дијагностицира после породувањето. Една нитка е многу, како да кажам, заедничка за сите овие групи. И во најголем процент, значи до 80% од сите заболувања кои што се јавуваат во овој репродуктивен период, се автоимуните болести на тироидната жлезда. Значи и хипертироидизам и хипотироидизам предизвикан од високо ниво на тироидни антитела. Значи, еве да почнеме со прво болести кои што се пред забременување. Во колку мајката имала хипертироидизам пред забременувањето, постојат одредени препораки и ние инсистираме да бременоста се одложи се до моментот на воспоставување на нормална функција на тироидната жлезда, односно еутироидна состојба кај мајката, или во колку се работи за забрзана функција на тироидна жлезда или хипертироидизам која што е во тешка форма и која што е рефрактерна, отпорна на лековите за лекување на тироидна жлезда, дури и препорачуваме да се оди на порадикален третман пред реализирање на бременост од типот на радиојодна терапија или оперативен третман, за да би влегле во процесот на репродукција со една нормална функција. Посталожено, посмирено, да, и Зошто ова побезбедно. го спомнувам, особено за хипертироидизмот, која што е, да кажам, состојба која што ги погаѓа бремените жени многу малку, од 0,5 до 1%. Заради тоа што постојат главна причина за појава на хипертироидизам во репродуктивниот период се, како што реков, антитела, односно Грейвс-Базедовата болест, која што се карактеризира со присуство на така наречени тиреостимулирачки имуноглобулини од групата на имуноглобулин Г, значи да го тоа упростам, тоа се едни антитела кои што се насочени кон тиреостимулирачкиот хормон рецептор. И она што е битно, во колку мајката не дојде во нормална функција на тироидна жлезда, тие антитела можат трансплацентарно преку постелката, преку плацентата да се пренесат на бебето, па да се роди бебе кое што има конгенитален хипертироидизам поради стимулација на тие антитела. Од таа причина, значи, еден од тестовите на крајот од бременоста кај овие жени кои што се лекувани од Грейвс-Базедовата болест е детекција на овие имуноглобулини, со што би можеле навремено да интервенираме кај бебето. Инаку лекувањето на хипертирозата, во колку е присутна пред забременување, како што реков, со тиреостатска терапија или антитироидни лекови. На располагање ни постојат два метимазолски препарати и пропилтирацил. Ако се продолжи со лекување во мали дози во тек на бременоста, препорачливо е да биде во мали дози до 100 милиграми, значи тоа е доза која што е дозволена во тек на бременоста, се третира мајката во првиот триместар со пропилтирацилот,
Значи, иако примала метимазолски препарат, се сменува за пропилтирацил, бидејќи се смета дека тој има помало тератогено дејство, односно дејство врз плодот, а додека метимазолските препарати е утврдено во одредени студии дека предизвикуваат одредени промени на кожата во облик на линии кај бебето, па затоа се препорачува пропилтирацилскиот препарат, а во крајот на бременоста веќе може да се смени на метимазолски препарат, бидејќи па и пропилтирацилот има пак долготрајна негова употреба, токсично дејство врз црниот дроб на мајката. Така да лекарот е тој кој што треба според протоколите да процени како да ја дозира пациентката. Она што е интересно за хипертироидизмот е што во втората половина од бременоста многу често кај најголем број од пациентките со забрзана функција на тироидна жлезда доаѓа до ремисија, до смирување на болеста. И објаснето е дека оваа состојба е поради тоа што настанува една комплетна имуносопресија на целиот организам на бремената жена за зачувување на плодот, па настанува и супресија на овие тироидни антитела насочени кон ТСХ рецепторот. Па многу често прекинуваме во последниот триместар од бременоста со терапија, со тиреостатска терапија, меѓутоа, кај таа група на пациенти многу често веќе 3 месеци после породувањето добиваме многу изразена клиничка на хипертироидизам, слика на хипертироидизам. Значи така е отприлика текот на забрзаната функција на тироидна жлезда, како што реков, најчесто грес базидовата болест во овој цел период од пред забременување, во тек на бременост и постпартално. И по породувањето и оние редовни контроли и следењето така што сега како и се одвива. контролите насочено на тоа би биле, значи веднаш кога пациентката ќе дознае дека е бремена, треба да се направат анализи на, како што реков, FT3 или FT4 и ТСХ. Секако дека ако се лекувала претходно, имаме веќе позната ни е концентрацијата на тироидните антитела, ги повторуваме во првиот месец од бременоста. И потоа контролите зависат од тоа со какви параметри ќе располагаме на добиените анализи. Во колку се работи за неконтролирана хипертироза, тогаш контролите се задолжителни на 3 до 4 недели. Во колку е контролирана, тогаш во првиот триместар, односно во секој триместар правиме контрола на тироидните хормони. Така, треба ли да бидат премногу загрижени трудниците доколку се доколку се контролираат, апсолутно не. Значи, лекарот е тој кој што знае како да ја дозира терапијата и треба да се слушаат советите на лекарот во текот на целата бременост, за да би се завршило како што треба и по мајката и по плодот, секако, нели? Треба за двајцата да се грижиме. Така. Се случува ли после неколку неуспешни инвитро фертилизации да се востанови дека тироидната жлезда може би била причината за неуспешноста? Ние доста работиме на проблемот на тироидна жлезда и инвитро фертилизација со одделот за асистирана репродукција во нашата болница. И добро што го споменавте ова. Значи, сме дошле до сознанија, кои што нели секако треба да ги потврдиме, ова се сега само наши сознанија, дека тироидната жлезда игра голема улога и во процесот на асистирана репродукција, бидејќи овдека ова е процес малку поинаков отколку нормалното забременување. Особено има значајна улога кај оние пациентки кои што се подлегнуваат на естрогена стимулација, хипероваријална стимулација. Така да е потврдено дека нели тироидната жлезда, односно присуството на тироидните антитела има влијание и врз имплантацијата, значи може да заврши да не настане имплантација при процесот на инвитро фертилизација или ако настане имплантација да имаме ран абортус или пак ако настане забременување, нели да имаме рано породување, значи пред 32-та недела. Така да на неколку нивоа е утврдено дека тироидните хормони може да направат проблем, поточно од присуството на тироидните антитела. Так, затоа е потребен поголем, поширок тим, нели, на специјалисти од различни области кои тука не функционираме самостојно ние специјалистите по нуклеарна медицина, односно тироидолозите во ситуацијава, туку заедно со гинеколозите, со ендокринолозите и во колку се работи за машка инфертилност и со нели уролозите. Така. И сега освен хипертироидизмот, да ги слушнеме гледачите само нивните прашања, па ќе продолжиме понатаму. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме.
Добар вака имате поздрав до вас, до гостинката. Ви благодариме. Сакаме да прашам докторката се работи за мажни. Скоро има 50 години, боледува од тироидната жлезда, пие таблетки од тирок 150 мг секој утро, али има проблеми со дебелото црево, не може да искочи. Не знам дали од тироидната жлезда има влучење, некој специфика кој му се качува, дали е можно од тироидната жлезда црева да дојде или од самиот организам. Добро, ви благодарам. Рековте 50 години, така? Да. 50, да. Добро. Значи, пациентката прима еутероскалкушта разраст 150 микрограми дневно. Веројатно има намалена функција на тироидната жлезда, ги прима за намалена функција. Оно што треба да се направи е да се испитаат тироидните хормони и ТСХ, да се види дали ова доза е доволна. Инаку состои проблемите со дебелото црево, кој што ги напомна, и обстипацијата, односно тврдата столица, се еден од симптомите на намалена функција на тироидната жлезда. Значи, кај пациенти кои што имаат намалена функција, ако ТСХ е високо, значи над 4,5, која што е нормалната вредност за ТСХ, тогаш зборуваме за недоволно субституирање, односно надоместување на тироидни хормони во облик на таблетки, па дозата треба да се покачи. Значи, само во таа ситуација обстипацијата може да биде причината од тироидната жлезда, меѓутоа пациентката има 50 години и веќе спаѓа во групата каде што треба да се направи скрининг на дебелото црево. Така да препорачувам да не се остави дека е од тироидната жлезда. Така да не е само на предпоставка дека овој проблем го предизвикува и тој едноставно дополнително. ТСХ да се испита, во колку вредноста на ТСХ е нормална, тогаш да се оди кон испитување директно кај гастроентерохепатолог. Така, добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Сакам да ве поздравам многу. Ви благодариме. Поздрав многу до докторката и сакам да ве поздравам вас специјално за вашиот стајлник, бидејќи сте премногу убави. Били еднакако и секогаш. Ви благодарам. Прв пат се јавувам во емисијава. Така. Многу сте прекрасни. Редовно ве пратам едни од умилената емисија. Така, имате ли конкретно прашање нешто околу темата или пак едноставно сакавте само да не поздравите? Сакав лично да ве поздравам. Добро. Ви благодарам. Следете не и понатаму, бидете наш редовен гледач и понатаму. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден и за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме. Повелете. Да, се јавувам во врска со поздрав првин до вас. Така, ви Се јавувам во благодариме. врска со тироидата. И ја контролирам за сумпотерапија, ама имам големи болки во зглобовите. Дали е можно од тироидата? Не слушнав? Болки во зглобовите, дали е можно од тироидната? Добро, а Си ја контролира? што лекувате? Кое е заболување? Намален? Тироидната. Намалена или забрзана функција имате? Се менува. Ја контролирам редовно и редовно ја се менува и терапијата. А што терапија примате? Пропиурацил. 5 дена во неделата, 2 пати по едно, 2 дена, 3 пати по едно. Колку време го пиете пропилтирацилот? Тоа уште малку е во 3 години. 3 години. Така, доволно ли ова, Благодарам, доктор да, Лиljana? доволно е. Ете, ќе го слушнете веднаш и советот. Сега јас сум малку од лекарите кои што ги следат најновите гајдлајнси, односно препораки за лекување на забрзана функција на тироидната жлезда. Значи пациентката прима пропилтирацил, тоа е во групата на лекови тиреостатски кои што се даваат кај пациенти со забрзана функција на тироидната жлезда. Рече дека го прима 3 години, значи. Сега уште не прашавме дали прекинувала во овој период. Препораките се да се третира хипертироидната, кога зборуваме за дифузно зголемена тироидна жлезда, која што има хиперфункција, да се третира година до година и пол со тиреостатска терапија. Потоа се прекинува лекот и се чека дали ќе настане период на ремисија на болеста, повлекување или ќе се јави брз рецидив. Најновите препораки е да може би се проба уште еднаш со тиреостатска терапија, меѓутоа поради последиците кои што ги дава оваа состојба на хипертироидизам, особено врз срцевиот мускул, да се оди кон
поинвазивно лекување од типот, докторот треба да просуди дали е пациентот за радиојодна терапија или за оперативно лекување, за да би се решила таа состојба конечно. Инаку, како што кажа пациентката, болки по зглобовите и по мускулите многу често знае да се јави кај пациенти кои што се предозирани од пропилтурацил и развиваат состојба на предизвикана јатрогена од лекови намалена функција на тироидната жлезда. Така да мојата препорака би била, како што кажа пациентката, дека варира дозата. Да. Значи, сепак треба да се прават малку почести контроли, да се види што се случува, да се направат анализа на тироксинот и ТСХ, евентуално да се испитаат и тироидни антитела, кои што реков исто ни даваат една смерница колку интензивно да се лекува целата состојба и потоа да се просуди дали се тегобите од тироидната жлезда или не. Така, и уште колку време ќе треба и каква терапија, уште еднаш една убава детална проверка. Тука многу фактори влијаат, возраста на пациентот, неговата општа здравствена состојба. Значи, се треба да се процени и мислам дека треба да се јави. За вистинската терапија, нели, да се примени, да. Во продолжение, почитувани гледачи, следуваат реклами, останете со нас, веднаш по нив продолжуваме со визита. И веднаш по рекламите го вклучуваме и следниот гледач, нему му доделуваме ваучер за дигитален апарат за мерење крвен притисок Sendo Advance, лесен и едноставен за употреба, само со притискање на едно копче ги покажува вредностите на крвниот притисок, дури и при постоење на аритми, односно неправилни отчукување на срцето. Јапонски апарат со долгогодишна традиција на квалитет и 5-годишна гаранција на самиот апарат Sendo Advance. Да слушнеме кој ни се јавува, кому го доделуваме денеска овој вреден, убав подарок, отличен апарат за домашна диагностика. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Меноска Лета. Лета Меноска, така? Меноска. Да, од каде госпоѓа Лета? Од Македонски Брод. Добро, баш ми е драго. Поздрав до сите вас таму. Ви благодариме. Меноска Лета. Ете така, убаво слушнав, мислам дека и точно запишав. Еве сега и тоа ќе го покажеме, дека вам денеска ви го доделуваме ваучерот за дигитален апарат за мерење крвен притисок Sendo Advance. До крајот ни останува многу малку време, ама доволно ќе биде, доктор Лилјана, за да споменеме, рековме за забрзаната функција, сега кратко и за намалената функција на тироидната жлезда и да ги слушнат препораките од вас, нашите гледачи. Мислам дека ќе биде најбитно. Так. Значи, освен забрзаната и намалената функција е дел од периодот на репродукција. Она што е битно за пациентки кои што веќе имаат намалена функција и се третираат, во периодот кога ќе забременат, значи треба дозата на тироидниот хормон, односно таблетките левотироксин или кај нас на пазарот Еутирокс, да се покачи за 25 до 30%, бидејќи индиректно повторно е потребно за фетусот поголема концентрација на тироидни хормони. А оние кои што ќе развијат намалена функција во тек на бременоста, веднаш се вставаат на терапија со тироидни хормони, која што се прима и нема негативни ефекти на плодот, бидејќи не ја поминува плацентата, значи која што се применува во тек на целата бременост и постпартално, нели, во периодот на доењето. Инаку хипотироидизмот е многу почест од хипертироидизмот во текот на бременоста, опфаќа околу 3% од популацијата на бремени жени и се манифестира со класичните симптоми кои што се јавуваат и кај сите состојби други на хипотироидизам, со една сувост на кожата, еден замор, малаксаност, успорена срцева работа, поспаност и многу често знае да биде многу покасно диагностициран, бидејќи во првиот триместар од бременоста обично трудниците ги имаат овие симптоми и ги припишуваат како нормална појава во бременоста, нормална појава во тек на бременоста. Така да повторно велам, потребно е во првиот месец од забременувањето да се испитаат тироидните хормони и ТСХ, за да би се диагностицирала било кое нарушување на тироидната жлезда. Бидејќи имаме кратко време, јас уште на кратко би спомнала и за постпарталниот тироидит, една состојба која што многу често, кај 50% од жените кои што имаат пред забременувањето тироидни проблеми, се јавува овој постпартален тироидит и повторно е една автоимуна состојба. Значи, во колку жените пред забременување имале високи тироидни антитела со нормална функција на тироидна жлезда, кај 50% од нив постои шанса да се развие ова постпартално воспаление на тироидната жлезда, кое што трае до 12-18 месец после породувањето и има неколку фази во своето манифестирање. Значи, првата фаза е фаза на забрзана функција на тироидна жлезда, кога настанува деструкција на клетките ради воспаление и лачење на многу тироидни хормони, која што често останува неприметена,
поради една хиперметаболна состојба, нели општо. И промени кои што се случуваат така, во после бременост. породувањето, па после нејзе настанува состојба на намалена функција или хипотироидизам. И многу често оваа состојба е реверзибилна, односно се после 12-тиот, 18-тиот месец од бременоста, состојбата на тироидна жлезда се враќа во нормална функција, меѓутоа кај 30% од оваа група некогаш се развива и трајна намалена функција на тироидната жлезда поради оштетувањето на жлездата, па е потребно примање на субституција со тироидни хормони до крај на животот. Препораката, кои се во поризична група, да речеме, кои што поредовно треба да ја дека тироидната проверуваат. жлезда во текот на бременоста е многу значајна и внесот на тироидни хормони кај пациенти кои што ги внесуваат таблетарно е неопходен. Значи, да не прекинуваат во тек на бременоста и да не мислат дека е контраиндициран овој лек во тек на бременоста, не само што е неопходен, туку и дозата мора да се зголеми. Препораките се, иако не постои национална стратегија за скрининг на тироидни болести пред забременување во тек на бременост, препораката е да сите жени кои што спаѓаат во групата на ризични за тироидни болести, како што се жените кои што имаат некоја друга автоимуна болест од типот на диабет тип 1, лупус еритематозус, ветелиго или други автоимуни болести, да направат испитување на тироидните хормони пред да планираат забременување. Потоа жените кои што имаат фамилиарна предиспозиција, значи веќе постоење на некоја Наследниот тироидно фактор тука си има веќе заболување во семејството или имаат гушавост со нормална функција на тироидна жлезда, значи обавезно да се направи испитување на тироидни хормони пред планирање на бременост. Потоа лица кои што имале скоро зрачење во вратната регија или изложеност на ионизирачко зрачење, исто така спаѓаат во група кај која што може да се развие тироидит, инфламација на жлездата која што би предизвикала со забременувањето проблем. Така да препораката би била општо и секако групата на жени кои што се раѓаат првпат 30-та година. Значи секако и годините се еден ризик фактор кој што ја пореметуваат и тироидната жлезда, а секако и општите препораки за општата популација е да се направи скрининг на тироидната жлезда после 30-та година. Така да превентивни прегледи потребни и неопходни за сите, така? Мојата препорака би била да не се плашат за своето потомство бремените жени по однос на тироидната жлезда, само треба редовна контрола, да се слуша својот лекар, да се прима препишаната терапија, во соодветни периоди да се прават контроли кога ќе ги препорача лекарот и на тој начин нема да се јават како што треба и нема по да се јават породувањето, компликации нити кај мајката, нити на кај плодот. Така. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам и на вас за поканата.